реков, еве сме овде пред судот, заради тоа што ветивме дека се бориме за правда. Веднаш што се создадоа услови да може да бидат одржани рочиштата, ние сме овде, барајќи правда. Ова денеска што се случува во судот. Што знаете, не бевте пуштени и вие новинарите, заради тоа што срамот е голем на овој суд. Денеска ова е доказ како се инструментализира и како се става под контрола судството заради едни забегани политики во Република Македонија. Денеска не се одржа рочиште заради тоа што главниот сведок, единствениот сведок Никола Груевски одлучи да не се појави. Или судот му беше кажено да не му достави покана. Но за да биде дополнително покриен, наводно бил спречен еден од двајцата поротници да биде присутен, иако законот определува и замена на поротници која тоа е најавено кога некој од поротниците не може да дојде. Во Македонија право и правда мора да има. Тоа мора да биде конечна цел на сите нас граѓаните кои што живееме во Република Македонија. После 11 декември правната држава ќе се врати во Република Македонија. Повелете прашање. Специјално јавно обвинителство ги поднесе и првите обвиненија кои се поврзани со аферата прислушување кое всушност вие обелоденивте во текот на изминалата година на македонската јавност. Дали сметате дека кривичниот суд ќе се охрабри да ги води овие судски процеси почитувајќи го закон? Не сакам да ја коментирам работата ниту на судот, ниту на специјалното јавно обвинителство, но ќе се повторам во нешто што сум го кажал многу пати. Уморно верувам дека поголемо мнозинство во судот и воопшто во правниот систем во Република Македонија сепак се професионалци кои што си ја сакат својата работа и барат услови слободно, согласно своје убедување и условно по закон да носат одлуки. Јас верувам дека сите знаеме пред каков важен моментум сме исправени и како граѓани и како Република Македонија. Согласно моментумот во кој што живееме и работиме, треба и да се однесуваме. Благодарам на сите.